Македонскиот женски фудбал ја живее својата нова патека после руинираноста што ја предизвика претходниот селектор и ја доведе до самото дно на Европа. Сега Горан Михајлов и тимот околу него ќе пробаат да ја кренат на едно компетитивно ниво, како што се надеваме дека ќе се случи уште минатата година. Македонскиот фудбал е далеко од она што го има овде во Шпанија, но сепак е убаво да се направат позитивни паралели. Алберт Санчес Сауре е тренер на женската екипа од Шпанија, во која тренира и една македонка, тоа е тимот од Леванте кој наредната сезона има шанси да биде дел од првата шпанска женска лига, каде ќе се бори за нов трофеј со гигантите како ФК Барселона, Атлетик Билбао, Рајо, Еспањол, оние кои се во врвот на шпанскиот фудбал. Тие како најдобри во втората лига веќе се на таа патека. Првото моје прашање за него беше како се издржува и каква е разликата од втората до првата лига во женскиот фудбал тука. Bueno, a nivel económico estar en segunda es mucho más barato que estar en primera. Нормално е дека во втората лига е поекономично отколку во прва. Во втората лига патувањата во гости се поблиску и нема потреба од авионски летови. Може да се оди со автомобил, автобус. Немаме трошоци кон фудбалерките бидејќи тие играат од љубов, а не играат за плата. Овде во женскиот фудбал нема плати како во машкиот. Клубот е способен да се справува со ова без оглед на тоа дека и за нас по трета година поред сме во втората дивизија, што е историски успех. Предходните години бевме во Примера лига Каталана. Fácil soportar la categoría, pagar arbitraje, desplazamientos, etc. Bueno, eso es algo que no nos planteamos en un principio, pero se ha dado así. Огромен е чекорот од втората дивизија во прва, пред се фудбалски, а после тоа и економски гледано. Секој сонува да се надпреварува во елитата, да се игра против екипи како Барселона, Еспањол, Атлетик. Зависи како ќе помине промоцијата и дали ќе успееме да се најдеме во таа елита. Нормално дека ќе се бориме и ќе се обидеме да бидеме одличен противник. Si se diera el caso y pudiéramos ascender, pues intentaríamos competir en primera. Едно од прашањата кои ме интересира беше паралелата меѓу некогаш и сега. Има ли добра иднина женскиот фудбал во Шпанија? Hombre, creo que ha crecido mucho en los últimos años. Женскиот фудбал се озря многу во последните години. Од една миниатурна екипа, за разлика од мажите кои секогаш биле горе, жените секогаш беа многу подоле. Сега дојде до израмнување, почнувајќи од младите селекции, па се до репрезентацијата која е се подобра и подобра, каде што го докажа тоа и надпреварот против една од најсилните европски репрезентации. Германија играа 2:2. И мислам дека уште многу повеќе ќе созрва женскиот фудбал во Шпанија, а со тоа ќе се подобрува и нивото на фудбалот. En la selección, que cada vez tiene más nivel. Дали сега, од кога постигна огромен успех како тренер, размислува да премине во машкиот фудбал? Беше последното мое прашање кон тренерот кој го води најуспешниот клуб во втората женска фудбалска лига. A ver, a nivel de mi futuro no lo sé, es un poco incierto. Pero obviamente lo que se ha conseguido este año era... El año pasado nos quedamos a las puertas y el haber conseguido... За мојата иднина ни јас искрено не знам што. Очигледно дека многу ми помогна да созреам пред се како спортска личност. Мојата цел за оваа година е исполнета, затоа што минатата година останавме пред вратите на првата лига. Така да, многу сум горд на овој историски успех. Но сепак, не знам дали ова ќе биде доволно да преминам во машкиот фудбал. Creo que está siendo una experiencia muy buena para mí, a nivel ya hablo personal. Tanto de crecimiento personal como deportivo, y no lo sé, ya veremos.